Поранешниот министар за економија Крешник Бектеши предмалку во полициско комбе излезе од полициската станица Карпош. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски предходно откри дека се бара краткотраен притвор за Бектеши, како и дека 14 лица веќе се задржани во полициска станица. Пред полициската станица Карпош, Михајло Видимлиски. Михајло, се знаат ли причините зошто Бектеши се носи во Кочани? Бубе, пред околу половина час заврши распитот на поранешниот министер за економија Крешник Бектеши овде во полициската станица во Карпош. Сепак, детали за кои околности тој бил повикан на распит нема ниту од обвинителството. Единствено предходно државниот обвинител Љупчо Коцевски посочи на кривичните дела за кои што се сомнечат сите 14 осумничени за сега лица кои што се спроведуваат и за кои што се бара краткотраен притвор. Тој потврди дека и Крешник Бектеши и за сите вкупно 14 лица се бара краткотраен притвор. Ги спомена кривичните дела, најголем од нив се сомничат за тешки дела против безбедноста на државата, односно се сомничат и за подкуп дел, но и дел се сомничат за незаконска набавка на пиротехнички средства. На кои околности Крешник Бектеши бил на распит овде во полициската станица, не откри ниту неговиот адвокат Еленко Меланов, кој што исто така се појави овде во полициската станица во Карпош. Рече дека тогаш го има статусот на задржано лице, но и дека обвинителството ќе треба да ги каже сите сомнеши кои што ги има против Бектеши. Од овде Бектеши е спроведен во судот во Кочани, каде што се бара краткотраен притвор од 48 часа, како што предходно посочи државниот обвинител Коцевски, се работи за мерка се додека не биде отворена и формалната изјава. Во продолжение да слушнеме дел од изјавата на обвинителот Коцевски. Ќе се оценува низ призмата на кривичното дело, тешки дела против општата сигурност од член 292 од КЗ, за кој е предвидено казна затвор од најмалку 3 години без горна граница на казнување, што значи дека казната може да се движи до 20 години. Освен ова, се испитуваат действија и на примање и давање подкуп, незаконска набавка и употреба на пиротехнички средства, но и повеќе други кривични дела. Во овој момент располагаме со бројка од 14 лица кои исто така ќе бидат доведени пред судот и ќе се бара и за нив предлог за определување на краткотраен притвор. Но ќе барате за Бектеши краткотраен притвор? Значи за сите лица што ги спомнав ќе се бара краткотраен притвор. Така, тоа беше дел од изјавата на државниот обвинител Љупчо Коцевски, а инаку предходно и од партијата на Крешник Бектеши од ДУИ тврдеа дека тој не направил ништо противзаконски. Во продолжение изјавата од Арбе Радем. Тврдењата дека од Министерството за економија некој издал лажна лиценца се целосна конструкција. Ако некој, поточно државниот секретар, земал пари да издаде лиценца, истата ќе ја издал и ќе била и евидентирана во Министерството, но и во регистарот на лиценци кој постојано, месечно се апдейтира со најнови податоци. А таква лиценца не е евидентирана, бидејќи и не е издадена. Михајло, министерот Тошковски најави нови апсења во текот на денот. Може би имаш некакви нови информации за тоа? Иако побаравме информација од Министерството за внатрешни работи, Бубе, сепак до овој момент нема никаква најава, кажа дека во текот на денот се што има за споделување со јавноста ќе биде соопштено во јавноста. Предходно министерот, како што спомена Тошковски, министерот за внатрешни работи, најави дека никој нема да биде поштеден, дека сите што на било каков начин се инволвирани во оваа трагедија која што се случи во Кочани, каде што загинаа 59 лица и над 150 лица се повредени, дека секој ќе одговара.
Рече дека околу 22-23 лица се осомничени вкупно. За сега нели имаме потврдата и од државниот обвинител дека ќе се бара краткотраен притвор за 14 лица. Дел од нив веќе и се во судот во Кочани, каде што пред судија на претходна постапка се одлучува за мерката која што се бара, но и Тошковски исто така посочи дека има и голем број на други лица кои што во рамките на институциите на некој начин поради своето постапување, односно непостапување, придонесоа за оваа трагедија, односно во начинот на функционирањето на самата така наречена дискотека која што излезе и од оние сознанија кои што ги имаат истражните органи за сега и дека немала соодветна лиценца, односно дека поседувала фалсификувана лиценца. Тошковски најави дека инволвирани има и во Министерството за внатрешни работи, но и во други институции кои што не сакаше во овој момент да ги открие. Да слушнеме дел од изјавата на Тошковски. И во текот на денешниот ден ќе има доста голем број на лица кои што ќе бидат приведени од различен број од различни институции, вклучувајќи ги тука и Министерството за внатрешни работи и други институции. Осомничени се во моментот над 22-3 лица. Во овој момент 11 се во притвор, за останатите по насока најавен обвинител ќе се постапува во текот на овој ден. Значи, ова дискотека, објект, мене ако ме прашате штала, функционирала така 15 години. Со криминал, со корупција, со потплатување, со мито, незаконски, без никакви услови. Никакви. Ви ги прочитав. Ништо не исполнувало од тоа што требало да исполнува. Во најголем дел од она кое што го констатираме како фактичка состојба, контроли вршат други институции. Така, Бубе Бектеши овде од полициската станица се транспортира до судот во Кочани, каде што пред судена претходна постапка треба да се одлучи во однос на мерката краткотраен притвор, која што ќе ја бара обвинителот. 9 обвинители вкупно работат на овој предмет. Коцевски само ги соопшти за сега кривичните дела за кои се сомнежат најголемиот дел, тешки дела против општата сигурност, подкупи и незаконска набавка на пиротехнички средства. Секако за овие одлуки ќе треба да информираат и од судот во Кочани. Михаил Видимлиски во живо од пред полициската станица Карпош.